Велешката брза помош целосно го обнови возниот парк. Веќе пристигна теренското возило Лада Нива, кое здравствената установа го набави со пари од сопствениот буџет. Според директорката на здравствен дом, ова возило ќе помогне медицинските екипи полесно да пристигнуваат на местата кои што се тешко пристапни. Во овие зимски услови дојде ни дојде за обувување на ботата во итната медицинска помош, како и во другите одсеци во здравствениот дом. Досегашните Лада Нива возила беа стари, дотаени, скодовани, остана уште едно кое е во лоша состојба и тоа беше причина повеќе да размислиме и да набавиме возило од ваков тип. Итната медицинска помош најголеми потешкоти во зимскиот период има приповици од руралните средини. Со новото теренско возило многу полесно ќе се пристигнува и до најтешко пристапните терени кои ги покрива службата. Ова возило ќе го користиме исклучиво во оние населени места кои тешко се доаѓа со обичните санитетски возила. После знаеме дека сега веќе е зима, можеби ќе падне снег и во повисоките делови од градот каде што пристапноста со обичните санитетски возила е оневозможна, па домашното лекување посетите ќе ги обавуваме со ова возило. Значи потребата беше поголема отколку што ние не ја имавме и така да моравме да го обновиме. Во изминатиот период итната медицинска помош набави неколку нови возила за напречено отвивање на работата. Според Самаракова се одбираат превозни средства кои ќе одговорат на поставеноста и конфигурацијата на градот. Возниот парк е комплетно обновен, морам да кажам, уште располагаме само со едно возило Fiat Temper, кое е веќе старо и ќе треба во најбрзо време да го обновиме. Тоа е санитетско возило од пред да речам 13 години веќе почна да се расипува и до средината на идната година, значи првото полугодие ќе набавиме санитетско возило таков тип. Покрај во Велес, медицинскиот персонал на итната медицинска помош работи на територијата на општините Чашка и Градско.